Како што слушнавме, баравме одложување затоа што имаме тимска одлука дека цела недела бараме од судот да не обезбеди простор цел тим да ги анализира доказите во пуч. И потоа ќе одлучиме како ќе настапуваме и кој од обвинителите ќе го застапува обвинението. Да, точно е тоа. Еве, обвинителката Ленче беше еден ден на увид и не извести дека тоа не е можно сама да го направи, дека треба сите да одиме и затоа донесовме таква одлука и денеска го побаравме тоа од судот. Дел од ова практично го кажа европратениците во завчерашната изјава, односно дека имате проблеми со увидот во доказите во пуч. Да. Дали имате проблем со увидот во документи, списи, докази за другите предмети кои што ги презедовте? Значи, во однос до доказите, не ни ги дозволува да ги земеме, доаѓаме тука на увид во судот, во кривичниот суд. Добро, дали целите дека ви се обезбедени коректни услови за да работите по непрешено? Во судот, да, но сметаме дека таа е нова пракса на судот, на кривичниот суд, бидејќи претходно, бидејќи јас сум била обвинител и обвинителката Ленче и другите мои колеги, и дека ни ги доставувале предметите во нашите матични обвинителства да вршиме увид во нашите простории. Сега логично е, значи тие докази јавното обвинителство ги достави до судот. И логично е да тие докази согласно новиот закон за кривична постапка треба да бидат кај нас. И затоа е нашето барање доказите да ни ги достават. Но бидејќи судот тоа не го удоволува, еве ние го почитуваме судот и ќе дојдеме тука на увид. Која причина мислите дека не ви ги Па доставува? не знам, треба нив да ги прашате. ЗКП или судска пракса е тоа? Па мислам дека по новиот ЗКП треба доказите да стојат кај јавниот обвинител. Гледате ли излез од ова решение? Како? Гледате ли излез од овој проблем? Не, ние ќе постапуваме како ќе каже судот. Докај се другите предмети, кога може да очекуваме нешто? Значи, како што е кажано во стратешкиот план, периодот во кој треба да ги донесеме јавно обвинителските одлуки е започнат, но не е завршен. Тој трае до 15 март. Значи, евидентно е дека денеска одложивме за 2 март. Значи, сите јавно обвинителски одлуки по конечните предмети ќе ги имате до 15 март. Госпоѓа Јанева Заев кажа дека не сте потпишале записник при предавањето. Како вие тоа го коментирате? Како обвинителство направени ли е пропуст или се работи за некоја процедура? Значи, за овие прашања што не се поврзани со денешното рочиште, ќе ви одговориме писмено со соопштение. Вечерва имаме колегиум и ќе го направиме соопштението кој утре ќе биде доставено на Facebook, на нашата Facebook страница. Бидејќи ќе ве известиме за многу работи што сме ги сработиле во овој период. Процесот на донесување на законот за јавна обвинителска служба? Да, тој во изготвување и систематизација, затоа сме многу и ангажирани и околу тој технички дел. Баравте измени исто и во законот за заштита на свидетели. Не сме барале, тоа го кажавме како проблем, а исто и на таа околност овие денове ќе изготвиме предлог измени на законот.